Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за заспие ако можеш. Во време додека трае се уште четвртфиналето од Лигата на шампионите. За тие што не знаат, Реал Мадрид води против Челси со 2:0 и Милан води против Наполи со 1:0. Уште 15 минути до крајот на овие два надпревари. Тие што ги гледаат, не може никој да ги спречи да ги гледаат, се разбира. А за останатите, време е за заспие ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Вечерва разговарам на исклучително важни теми со гостин кој што и тоа како одговара на тежината на она за кој што ќе зборуваме, имено подпредседателот на ВМРО ДПМН господинот Александар Николовски. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и се надевам нема да растуриме задоволството на оние кои што гледаат фудбал, иначе двата тима за кои што навивам водат. И во суштина единствената работа што ме спојува мене и Али Ахмети, за која што имаме исто мислење, Милан и јас и Али навиваме за И Али Ахмети најава за Милан. Да, јас не го покажувам тоа јавно како него со тренерки, така што двата клуба за кои што навивам водат. И сега да видиме само како ќе се развие една сезона каде ќе игра главниот голгетер Артан Груби, дали во ФК Милан или ФК Идризово. Значи, Идризово има исто така фудбалски клуб. Има разни тимови. Но јас сакам за почеток само да кажам нешто што денеска мене лично ме разневи, се надевам нема да ми замерат гостинот нити Горан. Да, за Кромидот зборував и на социјалните мрежи. Ние живееме во држава која што има над 300 сончеви денови во годината, тоа е факт, Горан. Над 300 сончеви денови во годината, држава која што Господ ја благословил со убава клима, со плодна земја и држава во која што нели сонцето е големо и како неќе да заоѓа, како што вели Игор Џамбазов. И исто така земја во која што во последниве денови е тешко да купите кромит или домати или краставици. Ова не го кажувам заради шопската салата, ова го кажувам просто заради фактот дека сме дојдени на вистина, на ниски гранки, на дереже, како што велат старите, да бидат ужасно скапи најосновните производи кои што државата, која што земјата, плодната наша македонска земја ги дава, а што се скапи уште и ги нема во продавниците. Ако сум гневен, еве простете ми, но наистина не можам тоа да го разберам. Но вечерва може само да додам дека јас сме денеска еден статус, не знаејќи дека ти за кромит пишуваш. Јас вчера бев во 3 дена бана во трговски ланец, да не го споменам кој, и се вџаши со ќерка ми внатре. 279 денари беа патлиџаните, доматите беа 279 денари. Јате, многу е сериозна тема. Ова секогаш кога СДСМ е на власт се развива сивата економија и шверцот, затоа што не знаат да водат економска политика. Економска политика со замрзнати цени не носи до шверци до многу повисоки цени, но замрзнати или одмрзнати, имаме вечерва и многу мислам дека покрупни теми, така што се зборуваме. Ќе преминеме на она што е веројатно главно овие денови во државата, она што ги возбудува духовите со право, имено контроверзниот договор со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка за изградбата на коридорите 8 и 10Д, договор кој што би требало да чини во својата основна форма околу 1,3 милиарди евра или американски долари. Тоа е почетна нели сума, договор околу кој што денеска влеговме во еден тотален како да го наречам неразбирање, во едно тотално неразбирање, дали смее да се објави, дали не смее, дали воопшто имаат право граѓаните да знаат што пишува во него или не. Вице-премиерот Артан Груби рече дека овој договор е деловна тајна, дека ќе остане тајна на барање на Бехтел и Енка. Веднаш потоа господинот Каевски Дарко Каевски од СДСМ рече дека СДСМ многу брзо ќе, односно владата многу брзо ќе го објави целиот договор, бидејќи граѓаните имаат право да знаат што точно пишува. Јас сум на истото мислење, ние мораме да знаеме што пишува внатре. Меѓутоа, заканите од Артан Груби, ако јас добро ги разбрав, беа дека луѓе, вие што ќе зборувате за таа тема, би можеле утре заутре да одговарате кривично. Ние имаме намер да зборуваме на оваа тема. Александар, па можеби ако одиме во затвор, Горан... Значи, ова се што кажуваш вака делува вака како на воопшто шега, не е смешно, да. Напише во најавата за емисијата дека тројца луѓе вечерва во емисијава со се гостинот се потенцијални идни луѓе кои што ќе бидат прогонувани можеби со затвор. Арта Груби, јас тоа што го видов денеска, директно ви се обрати вам, пратеници на ВМРО ДПМН го прекршиле законот и извадиле документи од тајниот договор кој што на почеток Николовски може да биде тајен договор некој што ние го плаќаме со нашите пари.
Мислам дека за кривична одговорност и за во затвор одење други се спремаат, една цела екипа од актуелната влада на СДСМ и на ДУИ, но сакал малце да се вратам 2 чекори назад. Јавноста мислам дека најмногу е разбранувана од понеделникот, кога по некоја случајност во едно мое гостување во друга телевизија, во телевизија Сител на Дневникот во вестите, отворив и сакав да отворам дебата околу сознание кои што тогаш беа дојдени до мене, а кои што во меѓувреме се покажаа како точни. И во нормални услови во демократија, кога отварате дебата за сознание, а другата страна на која што се однесува провокацијата одговара дали е вистина или не, но никако не се заканува. Во криминална и криминализирана Македонија доаѓаат заканите. Тоа што јас тогаш го кажав, а денес на телевизија Алфа ќе ми чекор напред, е дека имам сознанија поврзани со договорот. Вечерва ќе објавам една страна од договорот. Еве ја тука. Ја замолим режијата да ја зумира. Да го зумира камерата, да. Овој дел договор на англиски, за што се работи. Да, договорот е на англиски јазик. Тоа што е поцртано со жолто, тоа што е поцртано со жолто е најбитното, ќе го објаснам сега и ќе оставам една копија и тука во телевизијата. Значи, за што се работи? Веднаш се квалификувавте Јовески да дојде уште по емисијата во Алфа. Прво тоа што Артан Груби не го знае дека јас имам безбедносен сертификат. Не знам тој дали има, а јас имам, но како и да е. Оно што го пишува на оваа страница, која што до мене беше доставена од свиркачи, кои што не се согласуваат со криминалниот стил на работа и скандалозниот стил на работа во владата, е следно. Се предпоставува дека условот ќе биде исполнет кој што се однесува на тоа да се дозволи работа од 60 часа неделно за вработено лице. Во моментов, просечна работна недела изгласена во Македонија 40 часа, тие предлагаат да се зголеми за 20 часа. Например, во Франција 34 часа за според. Или, да го поедноставиме, тоа значи наместо 5 дена по 8 часа да се работи, 5 дена по 12 часа да се работи. И вели, доколку условот за 60 часовна работна недела не е исполнет, не подоцна од 45-тиот ден после подпишувањето на договорот, овде наведен како последен датум, ќе се случат следните работи. Прво, времето за изградба на целокупниот проект, се мисли на автопатите, и секоја секција поделно, ќе биде зголемувано за минимум 6 месеци. Што значи дека ако има 5 делници, односно 5 секции, минимум за 2,5 години ќе биде продолжен рокот за изградба на автопатите. Значи истите нема да се градат 5 години, се градат 7,5 години, како што Кичево Охрид, еве го, се гради 9 години со оваа неспособна власт, дојде 2017 година на власт и прекина да го градат и 6 години не се гради. Но да не бегам од темата. Втората работа која што се случи. Минимум сума од 53 милиони евра, повторувам, 53 милиони евра, ќе биде додадена на договорот и ќе биде исплатена. Јас оваа сума ја нареков пенали, тие ја нарекоја не биле пенали, биле дополнителни трошоци во договорот. Ќе користиме нивниот израз, не поврат по шија, не се пенали, се дополнителни трошоци во... Македонските граѓани плаќаат. Плаќаат. Ако не се смени законот, така? Ако не се смени законот, во 45 дена, во рок од 45 дена од како потпишан договорот, македонските граѓани ќе платат еднократно 53 милиони евра, секој месец минимум сума од 1.265.000 евра и дополнително уште една минимум сума, има логика зашто после ќе објаснам, од 900.000 евра. Или преведено, доколку не се усвои закон за експлоатација и робовладетелство во Македонија, во кој што работниците ќе работат по 60 часа неделно, односно по 12 часа дневно, внимавајте на автопат, на отворено, без грејење, на сонце, на дожд, на ветер, на снег, и на 40 и на минус 20. На отворено. Значи, доколку не работат работниците како робови секој ден по 12 часа, македонските граѓани ќе платат еднократно 53 милиони евра и секој месец 2.165.000 евра. Значи 7,5 години
Ќе се гради автопатот, секој месец. Тоа се 85-6 месеци по 2,5 милиони евра, дополнителни 160-180 милиони евра. Ние сме сметале некаде тотално е над 220 милиони евра треба да се платат само доколку не се промени работната недела од 40 на 60 часа. Сега некој ќе праша што ако се промени после 45-тиот ден, и на тоа мислеле и вели. Плаќањето во параграфите А и Б, параграф А е 53 милиони евра еднократно, параграф Б е 1.265.000 евра месечно, кои што се погоре споменати, читам од договорот, ќе останат непроменети, дури и ако условот за 60 часовна работна недела биде исполнет после последниот датум, односно после 45 ден. Чекайте, Николовски, чекайте, се извинувам. И морам да завршам овде, имам крупна поента. Јас утрово на мојот Facebook профил објавив дека договорот беше подпишан на 8 март, 45 дена завршуван на 22 април, и тоа значи дека на 23 април Македонија и македонските граѓани, македонскиот народ, за ништо ќе платат 53 милиони евра и секој месец, додека не се усвои законот, по 1.265.000 евра. И кога ја ова го објавив ова утро, се кренеа духовите. Прво излезе Димитар Ковачевски и кажа дека сум зборувал лаги и хистерија, ама јас вадам документи, а тој не вади контрадокументи да докаже дека тоа не е така. И на брзина Артан Груби ги собра министрите, затоа што тој им е шеф, не им е Димитар Ковачевски шеф, при жив министер за транспорт и врски и жив директор на јавно предпријатие за државни патишта. Артан Груби е координатор за изградба на автопатија, води Министерство за политички систем, на брзина ги собра, свика брифинг со вас новинарите за да се правда и тогаш измисли дека договорот бил класифициран. Прво, договорот не е до овој момент класифициран. Стварно. За класификација да дојдеме подоцна, ве молам. Овде малку, извинете, ме шокиравте, ја голем дел информациите ги знам, но морам да симплифицираме. Ова значи дека македонските граѓани преку својот буџет и даноци во секој случај ќе платат огромни суми пари без разлика дали ќе се смени законот или нема смени. И да се смени ќе платиме, и да не се смени ќе платиме. Доколку законот се смени после 23 април, а не гледам што чудо може да направат во собранието за да се смени пред 23 април, ќе биде платено. Доколку не се смени законот никогаш, затоа што ние сме против промена на законот како ВМРО да помане, повторно ќе биде платено. Од овде излегува суштината на проблемот. Ќе замолам уште за минута-две за да го објаснам целиот контекст и зошто се нашите реакции толкави. Ние апсолутно сме за изградба на автопати и за изградба на инфраструктурни проекти. Ако по нешто ВМРО да помане е познато, тоа е по градење и по економија. Но тоа што го забележуваме е прво дали автопатите воопшто ќе се изградат. Да бидам искрен, мислам дека пресериозно ја сваќаме владата и мислам дека нема да има од автопат. Колку што изгради автопат од Скопје до Блаце и од Охрид до Кичево, толку и овие автопати ќе ги изградат. Тоа е првата работа што сакам да кажам. И втората работа, направено е тешко кривично дело. Има два проблеми. Првиот проблем е што е избран изведувач со директен договор, а не на тендер. Но тоа не е и непознато во правните пракси и на други држави и во правната пракса на Македонија. Сепак мислам дека ќе беше далеку потранспарентно доколку се избереше изведувач на тендер. Нека се пријавеа Бехтел и Јенка, нека си победе на тендер, сиде да ги знае условите, ќе имаш уште 4 како што победи на Косово. Како што победи на Косово, на пример. Но вториот, многу попроблематичен дел е тоа што владата направила договор со Бехтел и Јенка врз основа на непостоечки законски одредби. Да повторам. Владата направила договор со Бехтел и Јенка врз основа на закони кои што не постојат. Да поедноставам за граѓаните. Например, доколку некој убие човек, постои закон дека за тоа се оди во затвор. Доколку убие човек, а не постои закон дека се оди во затвор, тогаш не оди во затвор. Да. Ако не е предвидено кривично дело. Сега овде е обратно. Доколку нема основа во законот, вие не можете да предвидите одредби со кои што плаќате пари. Значи, за да платите пари, тоа мора да е предвидено во некој закон. Владата денес призна
дека направила договор со Бехтел и НК врз основа на идни предвидени закони. И тука направила две повреди, две тешки кривични дела. Првото кривично дело е класична злоупотреба на службена положба и овластување. Цел член 353 од став 1 до став 5, правниците многу добро го знаат, е применлив овде. И второ што направила е рушење на уставно-правниот поредок на Македонија, затоа што во Македонија закони носи собранието, а владата е избрана од собранието и не може владата во име на собранието да превзема обврски во однос на носење на закони. Значи, тие прво направиле договор, после тоа им се сонило на десетина пратеници од ДУИ, од СДСМ и од Алијанса да поднесат 9 закони во собрание без да го видат класифицираниот договор, со цел да ги исполнат условите кои што се предвидени внатре и со тоа сториле тешко кривично дело. Се уште нешко, морам Да? Значи, 10 пратеници, каде што имаше само еден македонец, морам да го кажам ова, што кажува многу. Негде еден, негде два. Зависи како се подпишани, не е. Да, ама на едниот за еденот не е важно, имаше само еден македонец подпишан, што се вака можеби не е важно, сите сме исти граѓани, меѓутоа сепак е интересно. Направиле предлог закони за се усогласат законите со договорот со Бехтел и НК, а тие не го виделе законот. Или го виделе, а немале право да го видат, зашто тој е класифициран. Тоа е едниот проблем. Вториот многу поголем проблем е дека договорот е подпишан на 8 март врз основа на непостоечки закони. Теоретски, сите 8 закони, еден повлекува, сите 8 закони во собрание да поминат. Тие ќе поминат после 8 март. Така, ќе поминат на 20 април, на 30 април, на 15 мај, карикирам со датумите. Но кога и да поминат? Ако поминат, а се сомневам дека ќе поминат откако договорот е подпишан. Што значи дека кривичното дело е направено. Нема назад враќање во кривично дело. Значи, дури и да се усвојат законите, Артан Груби ќе одговара затоа што тој е координатор на проектот и тој има спружено подпис на договорот. И уште една работа да кажам. Затоа што на другата страна има реномирана компанија, која што доаѓа со силни правнички тимови позади себе. Таа компанија за себе ги предвидела двете опции. И затоа имаме вакви работи како 60-часовната недела. Тие велат, доколку се промени законот е оваа ситуација, доколку не се промени, плаќате пенали. И така е за сите одредби кои што се во интерес на инвеститорот. Например, вели, доколку се променат законите, ќе го израдиме во тој рок, доколку не, рокот ќе се зголеми и нема платиме оштета, затоа што секој изведувач кој ќе добие тендер од држава има рок. Доколку не изгради, во рокот му се активира банкарска гаранција и тоа е оштетата која што државата ја наплаќа. Овде тоа нема да се случи. Или, например, подносна гаранција, секогаш гаранцијата е 2 години после завршување на проектот, само во овој договор гаранцијата е година и пол. Така што клучниот проблем овде како делам на два дела. Првото е што огромни пари ќе плаќаат граѓаните на Република Македонија не за изградба на автопати, туку за дополнителни трошоци како што ги вика владата или пенали како што ги нарекувам јас, прво, и второ тешко кривично дело затоа што е склучен договор врз основа на непостоечки закони. Сега додиме вака, чисто како... Сега да финиширам. Ајде. Кога надзор вие фирма за производство на долен веш, ние со месеци за тоа зборувавме, подпишувате вакви договори какви што подпишувате. Изворот на целиот овој проблем е наместениот тендер за фирма за надзор, затоа што оттаму произлегува се, затоа што таа фирма за надзор требаше да врши надзор врз склучувањето на договорот помеѓу владата и Бехтел и да беа фирма која што држи до себе, ти рече на владата, вие ова не можете да го подпишете. Ама затоа што произведуваат долен веш, им рекле дека ова може да го подпишат и сега ќе се носат правна одговорност. Во оној одговор до вас, во кој што премиерот ве нарекува дека ширите лаги и ширите гистерија и невистина и така натаму, тој вели дека договорот со Бехтел е подпишан во основа на посебен закон, одобрен во собранието од страна на сите пратеници, дека ги има поминато сите законски процедури за склучување и бил јавно подпишан во присуство на амбасадорот на САД и од страна на институции задолжени за подпишување на договорот. И сега во вториот дел од тој одговор, што мене не ми е баш јасно и барам од вас. Може првиот дел само да го искоментираме. Да. Значи прво вака. Посебниот закон не е поддржан од сите пратеници. Ниеден пратеник од ВМРО-ДПМН не гласаше
за тој така наречен посебен закон. Тоа професорка Десјановска неколку пати многу добро го има објаснето во јавност. Судот дојде лаже премиерот тогаш дека сите пратеници го гласат. Па не човекот што Па не кажа може да кажете веднаш дека 300 километри Драган се. Не може да кажете дека сите пратеници го подобриле ако не е така. Не, тоа е прва работа, по однос на тоа што коментира. Второ, договорот кој што владата го има подпишано со Бехтел и Јенке излегува надвор од тој специјален закон кој што е донесен во собрание, кој што не го гласаа пратениците на ВМРО да помане. Најдобар доказ за ова што го зборувам е затоа што еден од 8 закони кои што овие брилјантни пратеници од СДСМ и ДУИ ги поднесоа во собранието е законот за изменување и дополнување на основниот договор помеѓу владата и Бехтел и Јенка. Значи, еден од законите е закон за изменување и дополнување на законот кој што бил донесен кога го споменува Ковачевски, затоа што и тие се свесни дека договорот што е подпишан излегува надвор од законот, сега им треба да се усогласат. Но повторувам, тоа не ги штити од кривична одговорност, затоа што тие веќе го направиле договорот. Делото е случајно. Не може со подоснежен закон да се покрие нешто што е претходно направено. Или народски кажано нема ретроактивност. Да. Но во вториот дел од одговорот до вас од премиерот, и тоа мене ми е баш интересно, тој се обидува практично да ја минимизира вредноста, тежината на ова што доправа треба да се изгласа. Имено ова што вие кажувате. Па тој вели, во договорот кој што е на 400 страни се дефинирани сите услови за изградба на овој автопат, но постојат одредени активности што можат да се направат, а сега се дел од парламентарната процедура, а тоа се измени на неколку закони во однос на обезбедување на услови за забрзување на постапката за изградба на овие два големи автопатски делници, односно коридорите 8 и 10Д. Значи произлегува дека овие промени што треба да се направат, според начинот на кој што ламентира премиерот, се така козметички измени. Според начинот на кој што тој го се изразува. Утро имаше председателот на владата многу панична изјава. Предпоставам дека не очекуваше дека во јавност ќе излезе тоа што излезе, а последно што очекуваше дека јас ќе кажам точен датум во кој што граѓаните на Македонија, македонскиот народ ќе плати првите 53 милиони евра не за градење на автопат, туку за дополнителни трошоци за изградба. За кои не знаеме каде ќе завршат. Точно. Јас немам проблем да се плаќа за да се гради автопат. Напротив, сакам да се гради автопат. Но овде ќе се платат 53 милиони евра, а нема километар автопат да се изгради. И тогаш овие одредени активности имаат голема тежина. Тогаш шокот нив ги удри и тој отиде со таа панична изјава, а после Артан Груби правеше тоа што правеше. Друго, Николовски денеска во духовно имаше една реакција на Груби, го нарече, вака да парафразирам сега, неписмен, правно неспремен, така стоеше сам квалификацијата. Тој денеска користеше еден термин деловна тајна околу класифицираноста. Вие сте еден од ретките македонски пратеници што има сертификат за пристап до класифицирани информации. Што значи тоа деловна тајна? Во македонскиот закон нема такво нешто, колку што јас знам. Ние сме гонети за прекршување со Драган, за 27 години не гонеше председателот Пендаровски при Агенција за разузнавање. Деловна тајна нема такво нешто. Вака се, има една разлика во образованието помеѓу мене и Артан Груби. Артан Груби е доктор на науки, ама во Тирана. А јас имам дипломирано на правниот факултет со 9,75. Тоа е малата разлика. Ја немам докторирано во Тирана, тој има докторирано во Тирана, ама јас имам на правен факултет во Скопје 9,75. Сега за правните работи. Прво, предпоставам дека не знае, а не може да знае затоа што тој нема правно образование, новинарство има колега наш дипломирано и не знам како докторирано. Значи не знае и не може да знае, а од друга страна фирма за производство на долен веш не може ни да му каже дека деловна долен веш гати за гати фирмата за гати дека деловна тајна не постои во договори помеѓу држава и приватно лице. На англиски, пошто сака да користи англиски термини, тоа е така наречен non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement се подпишува помеѓу компанија и работник во компанијата. Например, компанијата бара дека вие не смеете да изнесете деловни тајни од компанијата на конкурентска компанија. Работите во Македонски телеком, не смеете на еден да изнесете политиката на цени, например. Исто така, non-disclosure agreement се подпишува помеѓу две приватни компании кога прават одредена сделка и сакаат јавноста тоа да не го знае со цел да можат на пазарот да настапат
и да го освојат пазарот. И на Артан му објасниле, ама не му дообјасниле, вели договорот е класифициран затоа што побара другата страна Но тој така вели, Бехтел да и има Јенка деловна побарале. тајна. Ама Бехтел и Јенка имаат побарано non-disclosure agreement, кој што нема врска со класифицирање. Па, се и класифицира- јас така разбирам. Се класифицира државна тајна, воена тајна, значи, например, да беше за набавка Службена тајна. на тенкови, На на оружје, да. хеликоптери, противвоздушна одбрана, Претежно безбедности прашања. пушки, пиштоли и така натака. Овде таква работа нема. Тоа е прво. И второто, кај заглави Артан Груби денес, се неколку работи кои што ќе цитирам од закон. Прво, странско правно лице во случајов Бехтел и Јенка, согласно нашите закони, не може да биде создавач на класифицирана информација, односно класифициран договор. Само влада може да биде создавач на класифицирана информација или договор. Второ, не каже од кој степен е доверливоста на таа класификација, затоа што таква класификација нема. Па кој И деловна трето, тајна не може да Кој е има. создавачот на класифицираната информација? Ако не може да е Бехтел и Јенка, владата самостојно не може да создаде класифицирана информација, затоа што тоа е двостран договор. Друга работа е да добијат тие извештаи од разузнавачи за безбедносната состојба во Македонија и нормално тоа Агенцијата за национална безбедност или Агенцијата за разузнавање го класифицира и го користат тие кои што имаат право да користат класифицирани информации. Например, јас сум еден од тие во рамки на Комисијата за надзор на работата на АНБ и на АРА. И секако дека тоа не смеам да го изнесам во јавност. Овде се работи за комерцијален договор. И финално кај заглави е следното, би сакал да го прочитам член 21 од Законот за класифицирани информации. Вели, ако со класифицирана информација се прикрива пречекорување на овластување, овде имаме и јасно пречекорување на овластување, она што го зборувавме пред малце. Значи, го повторувам членот. Ако со класифицирана информација се прикрива пречекорување на овластување, злоупотреба на функцијата или некое друго незаконито действие, односно казниво дело, таквата информација нема се смета за класифицирана. А овде кај се изнесов бројни факти зошто оваа информација не може да се смета за класифицирана. Став 2 од истиот член, на лицата кои ќе ја пријават информацијата од ставот 1 од овој член до надлежен орган, согласно со Законот за заштита на укажувачи, им се гарантира заштита согласно со закон. Па еве, јас согласно Законот за заштита на укажувачи, сакам јавно да пријавам дека ако го имаат сепак класифицирано договорот надвор од сите стандарди, јас пријавувам дека тоа го направиле ради тоа што има одредени прекршувања и се повикувам на член 21, став 1 и став 2 да бидам правно заштитен. Да заклучам, Артан Груби со мене во право не може. За крадење е шампион, за играње фудбал може да е подобар, за кошарка не знам, во право не може со мене. Но вие зборувате за Играње фудбал во канцеларија, не сме го виделе да игра негде Па не на времето бил водач на навијачите, мислам дека. Добро, тоа е друго, тоа кога се тепаше на кале, тоа е друга работа. Но вие зборувате од правен аспект, Николовски. Меѓутоа, јас сакам да поставам едно поинакво прашање. 1.300 милиони евра во најдобар случај, ќе одат и повеќе. Таков договор со пари, огромни пари за македонски услови, кои што ќе ги платиме ние граѓаните. По логиката на нештата, а не по правен, само од правен аспект, не може да биде деловна тајна. Сите ние имаме право да знаеме што по јаволите сме подпишале за да градиме со кого и да е. Јас, затоа што сакам Секој сака да го знае. во интервјуа да не застанувам на нешто што е веќе познато, еве две нови работи вечерва. Прв пат, овие ексклузивно ги нема до сега во јавност. Прво, со измените на два закони во собрание се предвидува, предлозите за измени на два закони не се усвоени, се предвидува автопатите да се градат без одобрение за градба. Како без одобрение за градба? Така, да се градат без одобрение за градба, затоа што за да постои одобрение за градба, потребно е да постои претходно точно изработена проектна документација. Планираат да одат со класични урбанистички проекти. Да поедноставам, од тие урбанистички проекти може да се isprojektира 1 километар. И тие тоа и го најавуваат во јавност. Велат ќе проектираме километар по километар. Што е проблемот тука? Ќе isprojektираат првиот километар во рамно, на нормална земја, ќе градат. Вториот на рамно, третиот можеби ќе најдат на карпа која што никој не може да ја пробие. Тоа ќе значи дека овие 2 километри ќе останат, писта една може да се направи за слетување на авиони, ќе се вратат назад и ќе отидат малце полево или подесно. Тоа е
Првата работа што може да случи. Втората работа, ќе градат мост, нема знаат долу каква е земјата, нема знаат колку железо и бетон да стават и не ќе се знае која е статиката на тој мост утре може да падне. Тоа е едната работа што ја предлагаат со овие закони. И втората работа, со измените на законот за експроприација, помеѓу другото предвидуваат да се плаќаат дивоградби. И за тоа да се потроша негде 300 милиони евра. Се плаќаат дивоградби на земјата кај што треба да поминува трасата. Тоа значи дека ако горе-долу се знае кај е трасата, некој утре ќе почне да се гради дивоградба. Или веќе почнал. Ќе ја изгради за година дена, затоа што овие, нели според нивното фалење за 5 години ќе завршат, така? 3 до 5, да. Ќе стигнат до неговата дивоградба и неговата дивоградба ќе биде платена. Значи свесно ќе се краде државата. Ова се две информации кои што ги споделувам вечерва. Прво, повторувам, дека нема да се гради како што се градат сите останати инфраструктурни проекти. И второ, дека со законот за експроприација, за измени експроприација, ќе се плаќаат дивоградби, односно рушење на дивоградби. Јас затоа велам дека да можат сега Бехтел да се вратат назад, никогаш не би подпишале договор со Артан Груби. Тоа е компанија која што има милиарди обрт годишно, која е во топ 100 компании во светот и која што нема да се дозволи да си го руши кредибилитетот заради вакви проекти во Македонија, но сега очигледно е предвосна и за нив. Да можат сега да вратат времето, никогаш веројатно не би влегле во ваква работа, еден Артан Груби да им го руши кредибилитетот и да им паѓаат акциите на берза, затоа што некој овдека решил да си игра држава. Мене малку парите ме интересираат повеќе, да бидам искрен. Автопатот Милодиновци Штип, направен во времето на ВМРО ДПМН, според моите информации, чини помалку од предвидените 5,6 милиони евра, чини околу 4 милиони евра. Единствен автопат во регионот што е направен испод цената за која што е договорен. Овде зборуваме за 15-17 милиони евра без овие дополнителни трошоци, пенали што Македонија ќе ги плаќа, а како што гледаме ќе ги плаќа сигурно во секој случај. Еве уште една информација споделам, исто вечерва прв пат. Има бројни ставки кои што се предвидуваат во тој договор кој што го кријат од јавноста и јас се повикувам да се објави тој договор како што ветија денес од СДСМ за да видат граѓаните што ќе се случува. Например, една од ставките е поврзана со асфалт. Таму се предвидува дека тон асфалт ќе чини 10.500 денари. Според многу лица кои што се занимаваат со градежништво, кои што ги консултирав, врвен асфалт во Македонија чини донесен на лице место околу 6.000 денари. А во договорот е 10.500 денари. Овде зборуваме за 4.000 денари разлика, околу 70 евра разлика, зборуваме за по тон, а таму ќе се трошат десетици илјади тони. Да. И зашто би требало да плаќаме ние дупло? Рече се двојно евра. Тоа треба Артан Груби и Димитар Ковачевски одговорат. Ја би се вратил малку на Бехтел Енка, велите направиле грешка сериозна компанија да влезе во дил со Артан Груби. Видете, тие многу чудна ситуација. Тоа гледаат, не го гледаат Артан Груби, гледаат потпредседател на влада. И односот е секојаш со институција, не е со личност. Ама веројатно ни во најцрни соништа не им било дека ќе имаат ваков лик каков што имаат на другата страна. И затоа еден генерално благороден проект, а тоа е да се изградат автопати во Македонија, да се стигнува побрзо од точка А до точка Б, се уништува уште не почнат, затоа што координатор е ваков лик каков што е при жив министер за транспорт и врски и жив директор на јавно претпријатие за државни патишта. Ја не знам на Бочварски срам како не му е. Јас да сум на негово место, веднаш би си дал оставка. Во земја не знам како не пропаѓа. Предскако што го видов се забавуваше на пресот, се забавуваше, се смешкаше, беше среќен, беше. Ќе се смешка за брзо, ама на други места, затоа што и тој има подпишувано. Не знам срам како не му е да учествува во ваква работа и Артан Груби да му е шеф. Тоа е човек да земе се утепа. Уште едно прашање пред да одиме на реклами и на други теми. Пред да почне емисијата, ви го поставив тоа прашање, ми рековте дека не е толку важно, но морам да инсистирам. Рековте Македонија има обезбедено пари за автопатот, меѓутоа милиарда и 300 милиони евра и плюс 300 милиони за експроприација, така? Милиарда и 600. Тоа се дополнителни вака што се отвараат. Да. А тие пари Македонија ги нема во овој буџет, веќе имаме ние голем буџетски дефицит.
Мојата пресметка, ми го кажа човек кој што многу сериозно се занимава со овие финансиски, да речам, ситуации околу камати и така натаму, е дека ако се земе каматата на евробондот Македонија што го издаде, 7%, ние ќе плаќаме, да симплифицирам да не должам многу, ќе плаќаме како држава по 100 до 150 милиони евра секоја година во наредниве 10-12 години, додека се заврши овој пат. Рековте може 7,5 години да трае, може да трае 10 години, а и потоа за да ги обезбедиме овие пари. Тоа значи дека ние секоја година ќе даваме ќе плаќаме по еден автопат Миладиновци Штип во камати. Ова е многу интересна тема која што ја отварате и од еден комплетно друг аспект се ќе отвора. А тоа е следно. Големи инфраструктурни проекти најчесто се градат или со грантови или со ефтини кредити. Ова влада нели се фали дека е најпроевропската влада, така? Потпишуваат договори со Грци, со Бугари и така натака. Ако се најпроевропската влада, прва работа која што би требало да направат е да отидат во Брисел, да отидат и до Луксембург и да побараат, можат и до Страсбур, и да побараат од трите европски банки, Банката на Советот на Европа, Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој, поволни кредити и грантови за изградба на автопати. Тоа е едната опција. Или втората опција, ова што кажавте вие, да се плаќаат автопатите од буџетот, а за тоа да се издаваат скапи евроврзници со 7% камата. Затоа што ефтините кредити од Европската инвестициона банка или ЕБОР или од Банката на Советот на Европа се некаде 1 до 2% камата. 5% разлика во камата, да знаат граѓаните, се огромни пари. Тие се плаќаат секоја година. Например, на милиарда евра, 5% се 50 милиони. И тие 50 милиони не се плаќаат еднократно. Ако земете кредитот на 7 години, се плаќаат секоја година. Значи, земате милиарда, плаќате милиарда 350. Тие кои што земаат стамбен кредит од граѓаните кои што не гледаат, многу добро знаат за што зборувам. Земате 20.000 евра, враќате 40.000 евра за 30 години, например. Сега, едната опција е да се земат ефтини кредити, втората опција е веројатно тоа до сега беше направено кога беше изводливо Николовски. Дослушајте ме, да се плаќаат скапи кредити. Зошто владата не е отидена на првата опција? Се две причини. Прво, не даваат пари на корумпирани влади никаде. Тоа е основната политика на овие три големи банки. И второто, даваат пари само во транспарентни процедури. Односно, за да дадат Европска инвестициона банка, Европска банка за обнова и развој и Банката на Советот на Европа пари, вие мора да имате транспарентна постапка за избор на изведувач, односно да имате јавен повик тендер на кој што ќе може да се пријави секој што исполнува услови. Не ви даваат пари за договор во собрание. И ако добро пратите, на почетокот кога зборуваја за овој проект пред 3 години, велеа дека проектот ќе дојде со финансирање, односно дека ќе го следат ефтини кредити. Сега збор нема кажано за таа работа, туку велат ќе се финансира од буџетот со скапи еврообврзници, затоа што ниедна од сериозните европски банки не е спремна да даде кредит на проект кој што мириса на злоупотреби и кој што не е транспарентен. Николовски, за година дена ВМРО ДПМН може да дојде на власт. Целиот овој товар финансиски пред се, па и срамот и резилот на меѓународно ниво ќе падне на ВМРО ДПМН. Пака, тука гледам две прашања. Првото прашање е дали ВМРО ДПМН ќе гради автопати, апсолутно ќе гради автопати. Нашата цел е инфраструктурно да ја преродиме Македонија. Покрај автопати планираме да изградиме многу локални проекти, преку 800 локални проекти, зборувам за водоводи, канализации, улици, улични осветлувања, булеварски решенија и така натака, во секоја општина во Македонија. Понатака изградба на автопати и изградба на железница. За мене еден мега проект, најбитен за Македонија, тоа е изградба на изградба на брза пруга. За да Македонија ја добие својата геостратешка положба на Балканот, мора да изгради брза пруга на која што ќе се патува со 200 на час патници и 120 товар на релација север-југ, односно Скопје, Велес, Гевгелија, Солун. Така што тоа се нашите планови. Од една страна. Од друга страна, треба да е свесна јавност дека доколку изборот е нешто да продолжи да се работи или да се плаќаат пенали, ние секогаш сме нешто да продолжи да се работи. Зоран Заев дојде, го укина договорот за клинички центар, сега граѓаните на Македонија ќе платат 20 милиони евра оштета. Дојде Зоран Заев,
избриша 3-4 проекти пред се на истокот на Македонија, и јас не сум за отварање на рудници, бидам директен, но не се прави тоа така. И Македонија сега можно е до 1 милиарда евра да плаќа оштета на тие потенцијални инвеститори таму. Така што последно што би сакал е влада од ВМРО да помане да создава штета и да создава обврски кои што граѓаните на Македонија ќе ги плаќаат. Напротив, сакам Македонија да гради. Сакале не ќе ги преземете сите овие обврски? Точно, и за да нема утре плачење или лекање, ние кажуваме работите сега јавно, транспарентно. До сега никој не успеа да не оспори со факти, одат само со паника или хистерија, како што велат тие. Николовски си извинувам. Така што нашата улога овдека во моментов е да потенцираме кај се проблемите. Кога ќе ја преземеме власта, затоа што немаме ослободено судство и обвинителство сега, да не се лажиме, втората улога ќе биде да си одговараат кривично, ама и да си платат тие кои што направиле штета, а проекти кои што се од интерес на Македонија да продолжат да се работат. Директно да одговорам и не мораме прашате. Дали јас мислам дека треба да се градат овие автопати? Апсолутно мислам дека треба да се градат. Дури и мислам дека не треба да се гради само Прилеп Битола, туку треба да се гради цела траса која што би одела како автопатско решение Велес преку Бабуна Прилеп, Прилеп Битола, Битола грчка граница. За да се развие еден цел автопат кој што ќе го отвори целиот простор од Битола преку Пелагонија и ќе го однесе до линијата север-југ, односно автопатот Скопје-Солун, познат како Коридор 10. Тоа е разликата меѓу нас и СДСМ, што ние гледаме цели проекти, тие не ги гледаат цели проекти. Јас исто така мислам дека Охрид Кичево ќе го заврши влада на ВМРО да помане, затоа што овие немаат капацитет да го завршат и од автопат стана пат на смртта. Преку 100 луѓе го изгубија животот на тој пат, затоа што стариот пат се уништи, новиот не се изгради, тоа што е сега е ископано и зорано, не е никако одбележано и луѓе губат животи. Очекувате ли дека на 24 април, кога ќе истечат 45 дена за промена на законот за 60 часа работна недела, кога Македонија ќе ги плати тие 53 милиони евра, Јовески ќе излезе и ќе рече покренувам истрага заради тоа што е направена штета на буџетот? Може ли такво сценарно да се случи? Јовески чека да стане уставен судија како предлог на владиното мнозинство и го држат на кратко јажи или на јадица. Намерно не му го поминуваат изборот во собрание, иако можат. Алтернативата е Абас Ислами. Само за да го држат уценет. Во однос на обвинител за организиран криминал, не сакам да коментирам, односно... Може ли тој да го гони Артан Груби? Ќе ги употребам зборовите на амбасадорката на Соединетите американски држави, која што рече дека изборот е многу чуден и отвара многу прашалници и многу сомнеши. И овдека пред рекламите само уште едно прашање за да го затвориме ова со Бехтел и Јенка. Мислите ли дека владата, односно овие што се најзаинтересирани за договорот со Бехтел и Јенка, ќе се обидат сите овие недоследности да ги прикријат преку позади моќта и влијанието на Соединетите американски држави на амбасадорката Агелер пред се? Една работа, а втора работа, вие повторувате дека ќе има одговорност. Лидерот на партијата исто така денеска многу цврсто рече дека ќе има одговорност. Меѓутоа, ми остана во памета изјавата на Бранко Гераски од вчера, кој што вели, например, дека во Македонија многу често се закануваме од позиција на опозиција, а потоа забораваме на сето тоа. Три прашања има. Ќе почнам од последното. Прво, дали ќе има одговорност? Има одговорност. Ние и многу работи кои што луѓе мислеа дека се невозможни во ВМРО да помане да ги направиме, ги направивме. Целосно реформиравме партијата. Никој не веруваше дека тоа ќе го направиме. Кога претседателот на партијата Христијан Мицкоски беше избран за претседател на партијата и ние со него како раководство, големите мудреци претходни на ВМРО да помане ни даваа 6 месеци и не нарекуваа како времено раководство, од времен карактер, кој што после 6 месеци ќе си оди од партијата. Не само што не го направивме тоа, туку ја реформиравме целосно партијата, ја чистивме партијата од тие кои што беа и се во коалиција со Зоран Заев и Вице Заев. Ја донесовме партијата да прегази на локални избори, да освои 42 градоначалници, да има дупло поголем рейтинг од СДСМ, да има за 5 до 6% повеќе на рейтинг од споени СДСМ и Алијанса за албанците заедно, да може кога сака, како сака победи на избори и да бегаат овие епски од избори. Така да ако тоа го направивме во ВМРО да помане, во државата апсолутно сите ќе одговараат. Тоа е првата работа што сакам да ја кажам. Втората
работа. Што очекувам да прави владата? Очекувам владата да се заканува, како што почна да се заканува денес, затоа што уплашен човек што прави? Се заканува, држме мајко, готепав, тоа ќе се случува следниот период, а во однос на што очекувам да прави владата со злоупотреба на меѓународната заедница и Соединетите американски држави, тие го прават тоа секој ден. Секој ден злоупотребуваат представници на меѓународната заедница. Тоа веќе станува и прашање на вкус. Видете активност на било кој министер, не вели реализирав овој проект, обезбеди средства за тоа, се сретнав со овој амбасадор, со оној помошник, со овој заменик, со оној државен секретар, со тој министер и така натака, на тоа им се сведува активноста, но во исто време јас сум апсолутно убеден, затоа што тоа и јавно е кажано од страна на Соединетите американски држави, дека тие се борат против корупција и за транспарентност и ќе бидат првите кои што ќе бараат да има транспарентност во целиот процес и да нема корупција. Всушност, после кредибилните наводи за проблемите со надзорот, од кои што извираат овие проблематични договори, и од амбасадата на Соединетите американски држави беше побарано да истите се истражат од обвинителството. Тоа што обвинителството е поклопено и едниот чека за уставен судија, а другиот нели најбрилјантен беше па него го избеа на тајно гласање и не постапуваат, тоа е друга работа, ама тоа ќе се промени после промената на власт. Овде ќе побарам пауза за реклами, значи разговараме со подпредседателот на ВМРО ДПМН господинот Александар Николовски. Продолжуваме со исклучително важниот разговор со подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Првиот дел главно се сведуваше на објаснување на целата проблематика поврзана со договорот со Бехтел и Јенка и само да го затвориме овој разговор, да направиме една паралела со Косово, каде што исто така постоела клаузула за плаќање на 50 на милиони долари, чинам, или евра. Сумата е иста и во Косово се платени дополнителни 53 милиони евра. Значи, и тамо не поминува законот. 53 милиони евра тука, 53 милиони евра таму не е за работна недела, е за други трошоци, но тоа што е интересно е дека пред една година специјалниот обвинител на Косово поднесе обвинение против поранешниот министер за транспорт Пал Лекај и уште двајца соработници за исплатата на овие 53 милиони евра, па да го праша Мартан Груби дали консултант му е Пал Лекај, поранешниот министер за транспорт на Косово, па на тој начин ја определуваат сумата од 53 милиони евра и да фрлам ракавица за јавноста и за вашите колеги новинари да истражат зошто е поднесено обвинение од страна на специјалниот обвинител во Косово минатата година, 2022 година, во однос на исплата на 53 милиони евра во однос на изградбата на Можно ли Груби да не знаел за овие 53 милиони евра на Косово? Не верувам дека не знаел. Не, јас мислам дека овој му е консултант Пал Лекај и дека наистина Пал Лекај сега може да заврши во затвор. Па, знаете, презумција на невиност има, но самото тоа што има обвинение отворено против него од страна на специјален обвинител во Косово, мислам дека многу говори. Да заокружиме, Николовски. Дали мислите дека владата се надеваше дека никој од јавноста, ни новинарите, ни опозицијата, ни вие, нема да направи проблем од Бехтел и Јенка заради тоа што за тој проект стојат американски интереси? Јас сум убеден во тоа дека владата си спиеше, што велат на УВО, дека никој нема да тргне против американците, тоа што тие се наш стратешки партнер. Но овде не станува збор за американската држава. Овде е приватна фирма. Едно е стратешки партнер, друго е приватна фирма, трето се штетни договори на влада. Прво, стратешки партнер на Македонија број 1 Соединетите американски држави бездилемно. Второ, Бехтел и Јенка е топ 100 компанија во светот и се ги штити своите интереси. Третото, проблемот е што Артан Груби е координатор на овој проект, нити ќе се изгради, нити А од автопат ќе се види, само пенали што ќе се плаќаат. Тоа е проблемот. Не е проблемот што ќе се градат автопати. Не е проблемот и Бехтел што ќе ги гради автопатите. Проблемот е што Артан Груби како координатор направил исклучително штетен договор кој што на крајот или нема не донесе до изградба на автопати или ќе не донесе до екстремно скапи автопати кои што Македонија ќе ги има и тоа е нашата грижа во однос на овие скандалозни договори. Да. Овде кога го затвориме сепак конечно делот со Бехтел и Јенка, бидејќи има и други теми, а морам Драган на шала и веројатно Артан мислеше дека нели сега е сезона на грипови, председателот Мицковски ќе офати грип, мене ќе ме фати грип и дека ќе
бидеме болни во овој период, дека нема да можеме да Добро, не се знаеме бориме. Ковачевски. Не е дека не бевме болни периодот, ама оздравевме на време. Зошто Ковачевски не беше присутен на подпишувањето на владината одлука за 70 денари цена за квадратен метар што искористи сопругата на Ковачевски? Не знаеме зашто не се појави. Што е поевтино од кромидот за кој што зборувам на почетокот на емисиите, за кој што ме напаѓаат на социјалните мрежи. Да, излезе дека во држава полесно сопругата на премиерот за поевтини пари може да купи квадратен метар отколку да купи домат или кромит. Скандал само по себе. Во секоја нормална држава премиер поднесува оставка за таа работа. Во Македонија не само што не поднесува оставка, туку ни срамни перде ја брани таа работа. Да. Околу уставните измени и не може тука да има образложение дека се занимава со бизнис. Не бил присутен човекот. Од кои причини? Прво, едно е да се занимавате со бизнис кој што нема врска со држава, второ е да се занимавате со бизнис кој што има врска со држава. Изградба на фотоволтаици и производство на електрична енергија секаде во светот е државно регулиран бизнис за кој што дозвола дава државата. Продажба на државно земјиште, затоа се вика државно, го продава државата. И во моментот кога сопруга на премиер влегува во таков бизнис, тоа е апсолутен конфликт на интереси. Ние не зборуваме дека се работи за некој инноватор кој што измислил некој софтвер кој што ќе ни го подобри животот на сите, и дај Боже да има такви, нормално дека тоа сите би го поддржале. Ние овдека зборуваме за бизнис кој што е поврзан со државата, како што бизнисите со марихуана на заеви беа поврзани со државата. Таму еден беше етичкиот проблем, а тоа е семејството на премиерот да произведува марихуана. Втор проблем беше тоа што лиценца за производство на медицинска марихуана дава владата на која што премиер е Заев, а лиценцата се дава на брат му и на братучет му. И тоа во нормален демократски свет е скандал, пар екселанс, само во Македонија не е така. Еве да го симплифицираме Ако тоа. ми дозволите, Драган, само ме интересира, се прашувам понекогаш како функционира тоа. Се изамал Нели Ковачевски рече од одлуката на владата за сопругата 70 денари квадратен метар од државно земјиште и Артан Груби ја води седницата, усвојува и после седницата му се јавува на Ковачевски, моли премиере, вашата сопруга доби градишно земјиште по 70 денари. Гласав. И Ковачевски што вели, зашто, како доби? Колку пари го дадовте? Сега малку ова смешно е, ама и трагично е. Тој тврди дека немал никакво влијание неговиот вице-премиер кој што доделил и на крајот на краиштата, главното прашање. Толку ли е важно да сопругата на Ковачевски учествува во голем бизнис, барем дека тој премиер? Видете, јас разбирам дека секој сака да се занимава со бизнис и има свој живот. Но тогаш не треба да се занимава со државно регулиран бизнис или не треба да се занимава со политика, односно да има државна функција. Значи, мора да го направите изборот. Не можете двете работи да ги терате. Не знам јас да гледам фотоволтаици. Но може ли да го симплифицираме ово и да го Еве, затвориме? опозиција сум, па не сум помислил, камо ли утре на власт да биде. Господин Николски, тоа сакав да го симплифицирам за крај. Ако утре заутре станете министер или премиер, се едно, и ако вашата сопруга добива на ваков начин, мојата сопруга сигурно нема да добива. Ако добива на ваков начин, ние ќе ве друг сметаме живот, за одговорен. Еве, тоа сакам да кажам. После овие изјави не можем, нема готов заврши. Да преминеме на нешто друго. Разликата суштинска помеѓу мене, сега можам да зборувам за мене, не можам да зборувам за други, и овие кои што се сега на власт, е што во потесното семејство, и на тоа многу сме внимавале, јас немам ни еден така наречен буџетар, односно ни еден член на моето семејство не работи во јавна администрација. Нити татко ми, нити мајка ми, нити брат ми, нити сопругата на брат ми, нити мојата сопруга, тоа е најтесното семејство, работат во јавна администрација или на било кој начин се поврзани со јавна администрација, иако сум во опозиција. Значи, во опозиција е многу покомотно. Етички имате право да речеме. Многу сме внимавале на таа работа како семејство и јас сум многу благодарен на семејството за таа подршка. Добро. Уставните измени. Не можам да се воздржам. Завршена работа, да Маринчич го гледаме, завршена работа. Не можам да се работата. воздржам само во врска со работната група. Ве молам, вие како партија одбивте да учествувате во работната група за уставните измени, меѓутоа беа лиферувани таму имања на 13 на лица кои што ќе учествуваат. Јас во принцип не сакам да се зборува за персонални решенија, меѓутоа не може да се воздржам господинот Нано Ружин и господинот Темелко
Ристовски, мислам, дека се Што го презива. фатија дека дава извештај во одбрана Тоа е за партиски активност што го фати и стана член на оваа комисија. И сега таа и Катастрофа. таква комисија ќе треба да решава за уставните измени каде што бугарите би требало да влезат. Може да кажем што Темел Користевски јавно објави документ каде што признава дека вршил партиски активности за СДСМ на изборите и тој извештај е испратен како оправдување за хонорарот што го земал од Радмила Шекеринска од Министерството за одбрана. А интересно овде е лиферуван како дел од партијата на пензионерите во работната група. Нано Ружи преку либерали. Прво, ова прашање за нас е затворено. Уставни измени под овие услови, под бугарски диктат, нема да има и ние нема да поддржиме. Тоа е прво. Второ, А мајка Јана што викаат, да. Второ, во однос на овие така наречени работни групи, ова е уштедно кршење на процедурите на уставот и на законите во Македонија, исто како што зборувавме еден час претходно за овие други теми. Зошто? Затоа што во Македонија устав се менува на следниот начин. Прво се формира така наречено уставно мнозинство од 2/3, кое што ја усвојува потребата од уставни измени, па собранието формира уставна комисија, а не владата, некои си работни групи, која што го изготвува текстот. Тој текст се усвојува со 61 глас во собранието, па оди на јавна дебата, па се враќа во уставната комисија, која што откако ќе утврди финален текст, се враќа повторно во собранието и се изгласуваат уставните измени со двотретинско мнозинство. Значи, за да воопшто почне процедура за уставни измени, треба да дојде предлог во собрание кој што ќе изгласан со двотретинско мнозинство. Имајте предвид дека таков предлог не е дојден и дека такво мнозинство нема, уставни измени нема. И јас по 100 пат им велам, ако мислат дека имаат поддршка за уставни измени, дај нека и пуштат утре во собрание да видат дали имаат или немаат поддршка за уставни измени, односно нека и пуштат конечно за да види јавноста дека немаат поддршка, нека не тресат глупости во јавност, нека не шпекулираат. Гледам подпредседателот на СДСМ денес во Фокус дал некој интервју, еден градоначалник и неколку пратеници од ВМРО ДПМН биле за уставни измени. Тоа е гладна кокошка просо сонува, веројатно многу играње PlayStation дури беше градоначалник изгубил ориентација за политика и за простор и за време, но да се вратам на сериозни теми, нека поднесат уставни измени во собрание и ќе видат дека двотретинско мнозинство нема. За нас оваа тема е затворена. Ние дадовме еден предлог, брзи предвремени избори, 3 столба, национален, економски и финансиски, не го прифатија, дадовме втор предлог, хрватски предлог, не го прифатјаат, толку е до оваа тема. Добро, но морам да прашам. Маричич вели вашите предлози се нереални и вели вечерва е изјавено. За хрватскиот модел. Да, очигледно тоа се работи и вела дека тие предлози носат нова блокада и полоши почетни позиции. Вака сега, прво, шефот на Маричич, нов, нели претходно Заев му беше, во него се колнеше, Ковачевски, 10 пати, минимум, ние имаме за 10 пресконференции или изјави материјала, веројатно има и повеќе, предложи дека уставот треба да се менува како во Хрватска. Министерот за надворешни работи Бујар Османи веројатно 20 пати. Да тргнеме на Маричич да му бараме интервјуа, веројатно и него ќе го најдеме 10 до 20 пати. Ние само сакавме да ги извадиме на чисто и да покажеме на јавноста дека нити читаат, нити се образуваат, нити влегуваат во материјата. Имајте предвид дека предлага хрватски модел, ние рековме во ред, дајте да ја препишеме хрватската преамбула и да напишеме дека Република Македонија е национална држава на македонскиот народ и националните малцинства кои што живеат во неа. Имајте предвид дека СДСМ и ДУИ се кажуваат како проевропјани, мислам дека е време ДУИ да не го блокира почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија, уште повеќе да спречи одвојување со Албанија и да се задржи таа група помеѓу Македонија и Албанија која што ја создаде на времето Бујар Османи и Дитмир Бушати, а јас прв ја кажав, и Македонија заедно со Албанија да почне преговори. Се надевам дека нема да бидат кошничари ДУИ нити на почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија, нити на почетокот на преговори на Албанија со Европската Унија. Тоа е нашиот став. Ама имајте предвид дека не го прифаќаат ова, сега тие се кошничарите на почетокот на преговори. И да завршам со иронијава и да кажам сега нешто сериозно, сега ДУИ гледаат како е дека 100 стапа по туѓ грб не болат. Многу лесно им е на ДУИ да глумат европејци 30 години, а цело време македонците нешто попуштаат. Прво, беше бивша Југословенска република Македонија, па беше промена на
знамето, да. па беше промена на уставот во кој што се откажавме националните малцинства, па беше војната 2001 година и Охридскиот рамковен договор, па дојде после тоа договорот за добрососедство во наводници и пријателство со Бугарија, територијална поделба точно, па дојде промената на името, па сега новите условувања од Бугарија. Многу е лесно само македонците да попуштаат, а овие да глумат големи европејци. Да еднаш нека попуштат овие од дуи, па да видат како е, кога боли и кога правите отстапки на национална природа и дел од народ ќе биде национално малцинство. Тоа исто е и да видат како е кога се губи. Видете, да бидеме реални, заради попуштањата на СДСМ, Македонија е веќе фактичка федерализација. Затоа што последниот текст на преамбулата кој што се прошверцува со Преспанскиот договор, во Преспанскиот договор сите глеdaa кон промената на името. Тоа што никој не го видеа дека се смени и преамбулата на уставот во два клучни дела. Прво, се избриша АСНОМ како темел на државата и се реферираше на документите кои што АСНОМ ги усвоил, што е многу различно. И второ, преамбулата претходно гласеше граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, запирка, како и граѓаните на Република Македонија, кои што се дел од албанскиот народ, турскиот народ, српскиот народ, ромскиот и влашкиот народ, тука се знае дека другиве проформа се ставаат, дека суштината е за албанскиот народ, тој дел, како и граѓаните кои што се дел, се избриша, и сега преамбулата гласи граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, запирка, дел од албанскиот народ, турскиот народ и така натака, што значи дека се направи изедначување помеѓу македонскиот и албанскиот народ. Тоа е во однос на фактичката федерализација. Имаме и јазична федерализација, затоа што со унесувањето на клаузула 20% и усвојувањето на законот за двојазичност кој што го прифати Зоран Заев како дел од коалициониот договор 2020 година, Македонија фактички е двојазична држава и има и јазична федерализација. Така што на хартија Македонија не е федерализација, во пракса е функционална и јазична федерализација. И ние велиме дајте да се вратиме чекор назад и да ја поставиме Македонија онака како што нашите предци ја поставија, а тоа е како национална држава на македонскиот народ и што како што Хрватска е поставена како национална држава на хрватскиот народ или еве словачки модел да им понудам како што Словачка е поставена како национална држава на словачкиот народ и останатите национални малцинства кои што живеат таму. Ова се земји членки на Европската унија, зошто ние да немаме преамбула која што ќе е иста како земји членки на Европската унија? Да, но албанските партии од господин Николовски уште понатаму, па сега бараат оние 20% да се променат директно и конкретно во албански јазик. Нема таква работа. Не поминува тоа. Да, што треба сите. Да, уште многу кратко имаме уште по едно прашање, претпоставувам јас и Горан, само сакам коментар за председателот Пендаровски, ве молам на Николовски. Денојве е актуелен, нешто се спротивставува на владата, барем така изгледа, нема да подпишува, ќе подпишува. Денеска Мицкоски, вашиот лидер го повика да покаже одвежност, да не ги подпишува законите. Во меѓувреме му се јави и Радев, неговиот колега од Бугарија, вели 10 пати го поканува во Бугарија, тој не доаѓа. Многу интересна ситуација со председателот. Видете, Стево Пендаровски е глумец број 1 на македонската политичка сцена и алапача број 1 на македонската политичка сцена. За второ сум зборувал доста и на оваа маса и во ова студио. Генерално се занимава со оговарање на политички пријатели и политички противници. Не само ви и други луѓе го кажуваат това, ние не сме го коментирали. Па можете да прашате ваши колеги новинари кои што редовно ги поканува и таму се коментира од љубовен живот на одредени јавни личности до така наречени високи политики. Информациите му се најчесто неточни и секогаш прибрани од Агенцијата за разузнавање, која што наместо да штити уставно правен поредок на Македонија и да ја штити Македонија надвор од границите на Македонија и да прибира информации, се занимава со обезбедување на информации на председателот за тој да може да е актуелен во овие алапача кафе пиења кои што ги има со разни личности во Македонија. Така што најслабиот председател на Македонија за жал е Стево Пендаровски. Се што кажува ништо не важи, ќе го стегнат и ќе си потпише како попче и законите и се што треба, исто како што да ве потсетам дека минатата година излегуваше во јавност и викаше дека не треба да се прифати францускиот предлог, за на крај да го прифати францускиот предлог
или глумеше патриот, па кажа дека Гоце Делчев бил бугарин, како да заедно живееле и комшии биле, па знаел тој што бил Гоце Делчев, така што неголемата катастрофа на македонската политичка сцена е Стево Пендаровски. Постои шанса да председателските избори бидат посебно од парламентарните, како што очигледно сака СДСМ? Тоа се некои, ќе бидам малци вулгарен, влажни соништа на СДСМ и обично тоа е една патологија на секое губење на власт. Обично, кога се губи власта, се добива некоја нереална сила, па се прават разни сценарија. На крај тоа завршува многу лошо. Има бројни примери како се губи трагично власт, има и примери каде што се прави мирна транзиција на власт. Очигледно овие решаваат трагично да изгубат власта, па имаат разни правни гимнастики кои што нема да им поминат, тоа е од правниот дел, а во однос на суштинскиот дел не мислам дека има граѓанин во Македонија, дури и најтврдокорните поддржувачи на СДСМ, кои што мислат дека Македонија е толку богата држава да два пати во рок од 2 недели до месец дена прави различни избори и да дупло потроши пари за избори. И уште едно прашање на крај. Уште ова да им кажам. Ако тие мислат дека со Стево Пендаровски или некој сличен ќе на претседателски избори и ќе победат, па после ќе на парламентарни, такви соништа да не сонуваат, ќе ги прегазиме и на претседателски и на парламентарни избори. Уште едно прашање. Она што го гледам кај Маречич особено е дека тој, рековте Петка, се колнеше во Заев, се колне во Ковачевски, јас мислам дека тој се колне во странците. Постојано инсистира дека странците се тие што ќе дојдат и ќе лупнат на власт, ќе речат Мицковски, Николовски, вие мора да направите. Како течат преговорите, конкретно ме интересира со странците, разговорите, не преговорите. Со странците кои дојдат, што ви велат? Дајте сменете го уставот. Многу ме интересира атмосферата каква е. Па можам да ви кажам дека 80% од разговорите се за криминалот и корупцијата во Македонија. И Македонија не почнува преговори не толку заради бугарското вето, колку заради криминалот и корупцијата. Јас стојам позади тоа што многу пати сум го кажал, ќе го кажам и вечерва, тоа е дека никој не врши притисок врз Бугарија. А не врши притисок врз Бугарија затоа што неколку мојтни земји членки на Европската унија, односно бидам попрецизен сите минус Германија, мислат дека Македонија не заслужува почеток на преговори со Европската унија заради високо ниво на криминал и корупција. И затоа не вршат никаков притисок врз Бугарија. Затоа што Бугарија е најслабата земја членка на Европската унија. Ние немаме проблем со најсилната, со најслабата имаме. Многу повеќе Европската унија е потребна на Бугарија, отколку што Бугарија е потребна на Европската унија, и да има волја и да има убеденост во главните европски градови дека Македонија заслужува почеток на преговори, ќе оди еден дипломатски тешкаш и работата ќе ја заврши за едно предпладне или едно попладне и вечерта ќе си на вечера дома со фамилијата, ние ќе почнеме преговори. Не почнуваме преговори заради криминал и корупција. Тоа значи дека вас или Мицковски или кои се тама во вашиот тим што најчесто разговара со странците, никој не ви витка раце, никој не ве... Не, видете, тоа е едно митологизирање кое што именно, настана во јавноста. Се немаме многу време да одам во детали како настана. Затоа има вина и дел од претходното раководство и на ВМРО да помане. Многу често во Македонија се злоупотребувани меѓународните представници, односно тоа е, знаете, како малце македонската политичка сцена личи на оние индијански приказни кога не знаете нешто да објасните, некоја природна појава и објаснувате со божество. Така и во Македонија, кога некој политичар не е спремен да ја прифати сопствената слабост или криминал или корупција, или ако сакате и неисполнување на политика, може и од објективни причини да не се исполни, тогаш се повикува на големото божество, а тоа е дека странците одлучили или не одлучиле така. Но за жал тоа е толку расширена пропаганда во Македонија, стимулирана во тоа време, кажувам, од дел од претходното раководство на ВМРО да помане, а сега целосно стимулирана од СДСМ и особено од ДУИ, што тоа е станато мејнстрим помеѓу одредени кругови во Македонија, што е апсолутно неточно. Таму е најбрутален ДУИ, например, Ахмети нема состанок на, според наши сознанија, на раководството на партијата, каде што 80% од образложенијата му се дека странците така рекле, иако, например, човекот англиски јазик не зборува, па не знам како знае што рекле странците и кој е тонот на дискусијата која што ја имале, така што ова е една апсолутна злоупотреба и реалноста е многу различна од перцепцијата која што е створена. И на крај на крајшто уставни измени нема. Во Македонија влада создава
македонскиот народ. Не создава никој друг. И тие бајки за не знам, кале, за нива, за река и така натака не постојат. Ова е клучно, мисля, че ни за крај. Господин Александар Николски, благодариме за вечерашното гостување. Добро, беше задоволство како и секогаш. Горан, ти благодарам и тебе, почитувани гледачи, на 9-8 минути пред полнок ја завршуваме оваа сесија на Заспи ако можеш, утре во 15 часот репризното издание. А јас и Горан ќе ви сјавиме повторно во живо и утре во 22 часот и 30 минути. Имајте пријатна ноќ.